Секоја втора од 3 жени во Македонија се соочуваат со демнење, закани, навреди, но и физичко насилство, што не става на 4-то место во регионот. Сајбер насилството е најизразено. Според истражувањата на ОПСЕ, 62,8% од жените кај нас барем еднаш се соочиле со онлайн малтретирање, а во голем дел од случаевите биле објавувани и експлицитни содржини. Состојбата е критична особено во средните училишта, каде според истражувањата 78% од испитаниците биле жртви на онлайн насилство. Но не сите млади девојки се охрабруваат да пријават вознемирување. Министерката за образование, Весна Јаневска, посочи дека системот на воспитување и образование има воспоставени механизми за спречување и справување со насилството, вклучително и насилството врз девојчињата и девојките. Јаневска рече дека од почетокот на учебната година до Министерството се пристигнати 15 пријави за ваков тип на насилство, но нагласи дека преку алатката пријави насилство МОН.gov.mk учениците може да пријават било каков вид на насилство. Ги охрабруваме сите ученици и ученички да пријавуваат насилство во каква било форма и тоа го прават на електронската адреса на Министерството пријави насилство MOV.gov.mk. Директно се случува тоа во педагошката служба или во Државниот просветен инспекторат. 15 на такви пријави имаме од почетокот на учебната година и по сите е постапено соодветно. Според Жаклина Пешевска, председателка на Комисијата за еднакви можности, ваквата состојба е резултат на спората имплементација на законите, но најави и низа на реформи, кои ќе бидат разгледани од страна на комисијата со која председава. За прв пат самостојно ја иницираме јавната расправа, токму утре, кога почнува кампањата 16 дена активизам, со акцент за идни активности и препораки, односно заклучоци кои што ќе произлезат од таа јавна расправа, кои што нема да бидат само декларативни заложби, туку ќе бидат конкретни чекори за институциите. Председателката на државата, Гордана Силјановска Давкова, истакна дека мора да се развиваат механизми за спречување на родово насилство, со кои ќе се едуцира населението од најмала возраст. Според неа, проблемот не е само локален или регионален, туку напротив, тој е светски и ги засека сите жени кои барем еднаш се соочиле со физичко или психичко родово базирано насилство. Не им треба ним само наша емпатија. Значи, им требаат конкретни услуги, им треба за солниште, им треба бесплатна правна помош, им треба социјално-психолошка помош, подршка за повторно да си го изградат животот што без нивна волја бил урнат. На настанот, кој го организираше ОПСЕ, беше подпишана декларација со 10 точки, која ќе започне да се имплементира од 2025 година и треба да им помогне на жртвите од секаков вид на насилство, но и да ги едуцира граѓаните.